Денеска во Прилеп започна поделбата на картичките за зелена нафта за земјоделците. Се работи за околу 2000 земјоделци од општините Прилеп и Долнени. Станува збор за околу 2000 земјоделци кои имаат стекнато право да добијат зелена нафта, што е за поздравување. Оваа година на земјоделците им се покрива 50% од трошокот за нафта. Земјоделците велат дека оваа нафта ќе им биде добре дојдена за да покријат дел од трошоците, затоа што оваа година поради сушата бил преполовен родот, особено кај сончогледот и пченката. Најголем дел сушата се одрази на сончогледот и ние што произведуваме и пченка и на пченката исто. Да, дури до 50%. Како ќе се покриете се? Па, не знам како ќе се покриеме. Со загуба. Со загуба најверојатно ќе би тоа. Сушата ни го турна приносот најпоќе на сончогледите, тутуњето ги спасавме што ги наводнуваме, то и настрадавме малци со приносот сончогледо и на пченицата. Очекуваме некоја најава дека ќе биде поскапано на сончогледо цената. Зголемување на цената превидејќи маслото рип нагоре, очекуваме таков цена на сончогледо. Дел од нив велат дека загубите планираат да ги намалат со скратување на по една операција во обработката на земјата. Значи не мора да одиме директно на орање, можеме директно сега со култивирање и сеење. Тоа е најнова технологија, спасува дел во нафтата. Барем до 3-4 литри по декар или 30-40 литри по хектар. Иначе трошиме дека до 60 литри со основна обработка со орање, дисковање, дрљање, сеење, па поново дрљањето, значи трошоците се многу големи. Картичките земјоделците може да ги подигнат секој работен ден во просториите на МЗШВ во Прилеп.